Спортското стрелаштво е олимписка дисциплина. Македонија навистина има одлични услови за развој на овој спорт. На оваа тема зборуваме со Јордан Тасовски, председател на Македонската спортска стрелачка федерација. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добро ве најдов. Со овој олимписки спорт имавте чест да ја представувате Македонија на Олимписките игри. Последното искуство е од Париз. Имаме навистина со што да се гордееме како држава. Па во изминатиот период, откако јас сум председател 6 години, а во спортот сум речиси 35 години, поставивме некои нови вредности на спортското стрелаштво со нашето учество и подготовки прво во Токио во 2021 година во дисциплината воздушен пиштол со Боријан Бранковски, каде поставивме државен рекорд и личен, а потоа и со Настасија Мојсовска минатата година, каде што од 43 учеснички кои настапуваат во исти момент ги победивме 13 големи земји и се пласира на 31-то место. Исто така со висок резултат, достоен за Македонија, кој многу земји не го постигнаа. Да. Скопје има и национален тренинг центар за олимписко спортско стрелаштво. Како сте задоволни вие од неговото функционирање? Имавме можност неколку пати досега да ве посетиме и гледаме дека навистина голем дел од младите се навистина заинтересирани за овој спорт. Националниот стрелачки центар за воздушно оружје или пневматско оружје само со дијаболин за 4,5 мм го изградивме, го овозможивме, се потрудивме, на пола година работевме за младинските европски олимписки игри со поддршка на Европската федерација, Светската, Министерството за спорт, Олимпискиот комитет, нормално и Министерството за внатрешни работи и армијата. Така да сега имаме еден национален стрелачки центар за спортска олимписка дисциплина за воздушно оружје, што е сон и на некои луѓе уште не им се верува, бидејќи имаме модерно стелиште како секоја земја во Европа. Генерално земјано имате ли добри услови за работа? Условите се добри, а претходно пред Национален стрелачки центар секако ги подобрувавме и во градовите, како што има стелиште модерно исто опремено со електронски мети во Битола, во Охрид и во другите клубови имаше електронски мети, а нема тука да застанеме и ќе продолжиме исто така другите градови кои имаат стелиште да ги поддржуваме и нивните стрелани да ги опремуваме. Исто така се обнови многу во делот на спортско оружје, речиси сите спортисти во Националната лига, која еве сега почнува во сабота првиот куп од Националната лига, имаат речиси нови оружја набавени со поддршка на Стрелачка федерација, така да условите и опремата им е на високо ниво, единствено треба да се потрудат да тренираат сите и да донесеме резултат за Македонија. Не останува само тоа, а се надам ќе се бориме еве сега, ќе почне олимпискиот квалификацијски циклус за Лос Анџелес и наредниот викенд одиме на Европско првенство во Ереван со тројца стрелци, Мартин Ангелески, Настасија Мојсовска, која што беше на Олимпијада, и Никола Блажевски, кои што се подготвени и се надам дека ќе се бориме за финале. Така, токму тоа сакав да кажам. Меѓународниот надпревар трофеј на младоста Мојсовска, веќе ја споменавте, постави нов државен рекорд, ако не се лажам. Така да, испука извонреден резултат, 631,1, што е висок светски резултат. Со тој резултат влегуваш на било кој светски надпревар, европско или светско, па и на Олимпијада да го испукавме, ќе влезевме во финале. И личен рекорд и државен рекорд, таму беа честитки од сите страни, бидејќи тоа е регионален балкански надпревар, но на високо ниво. И тоа значи дека таа е потенцијален учесник за олимписките игри во Лос Анџелес. И таа и Мартин Ангелески, но секогаш може да се појави нов стрелец кој што ќе освои норма и ќе се квалификува директно или на крај со ваут карта која што е со Б норма во спортското стрелаштво и ја освојуваме. Тоа значи дека Мојсовска е подеднаква и иста со сите момци кои што се дел од вашата федерација? Да, значи девојките малце се подобри во моментов, но и машките покажуваат секогаш добри резултати. Ни донесовте оружје, да споменеме за што се работи, да не останеме должни сепак на гледачите? Ова е професионален спортски пиштол за дисциплина мажи и жени, од кои што се пукаат дијаболи 4,5 мм, а пушката е исто така посебна дисциплина, воздушна пушка, мажи и жени, исто така 4,5 мм во спортското стрелаштво, единствено тој калибар се користи на 10 метри од далеченост. 2025 година на вистина беше многу успешна за вас. Ја добивте наградата 13 ноември за заслужен спортски работник. Ја очекувавте ли со оглед на тоа што на вистина имавте плодна година?
2025 година беше успешна и за македонското спортско стрелаштво во Македонија, бидејќи на Европските младински олимписки игри ние 10 дена бевме во тоа стелиште за да ги задоволиме сите 37 земји, Европската стрелачка федерација и барањето од Европскиот олимписки комитет и Македонскиот олимписки комитет. На олимписки игри се задоволуваат 3-4 субјекти, не е како на европско само една страна или европска или светска федерација. Поминавме многу добро, бевме пофалени и со официјални извештаи од делегатите од Европска федерација и од Европски олимписки комитет. Заради тоа на Европското собрание на Европската стрелачка федерација ми доделија златен орден за заслуги и промоција на спортското стрелаштво во Европа и во светот, каде што бев ја пријатно изненаден. Потоа наредниот ден ме изгласа од 47 земји мнозинството за член во управниот одбор на Европската стрелачка федерација. Потоа, како што споменавте, следуваше и наградата 13 ноември од Сојузот на спортови на град Скопје, каде што ми е чест и задоволство што таа награда ми се доделува на мене. И сметам дека успешно завршивме годината на крај со рекорд на Анастасија Мојсовска, а оваа година се спремаме за да продолжиме со нови резултати на Европското првенство, а потоа следува во април, на крајот од април, ќе организираме тука со поддршка на Европската федерација повторно голем меѓународен настан, Европската лига за млади. Верувам дека овој златен орден е голема чест лично за вас, меѓутоа и за целата наша држава. Така да, ретко када се доделува некое такво признание, а поготово во стрелаштвото не сме го имале до сега некоја европска или светска федерација да додели на наш работник, ете да кажеме, или спортски, бидејќи сум и тренер и председател. И се надевам дека нема тука да застанеме, дека ќе ги следат моите стапки и ќе добијат повеќе награди од мене, младите генерации. Заинтересирани ли се младите за овој спорт? Со оглед на тоа, во неформална комуникација позборувавме малку пред разговорот дека рековте дека се нетрпеливи. Бидејќи сега имаат услови, 24 места стрелачки има. Стелиштето, ако верувате, секој тренинг, редовни тренинзи имаме понеделник, среда и петок од 6 до 8 часот навечер, од 18 до 20 часот. Полно е стелиштето и млади од 8-9 години, кај нас почнуваат децата, нели јуниори се до 20 години, а 21 година се сениори. Така да заинтересирани се и за тренери, и за суди, и полагаат и меѓународни курсеви интензивно и се развиваме во секој можен поглед. Го споменавте вие Европскиот младински олимписки фестивал кој што се случуваше минатата година, минатото лето, буквално секој ден ве посетувавме, имавме линковски вклучувања од терен. Скопје некако пулсираше заедно со сите млади кои што дојдоа од европските држави. Како сте вие задоволни од целокупната организација? Може би бевте едни од најуспешните тука кај нас. Можам да кажам како тоа го искажале Европската и стрелачка федерација, Европскиот олимписки комитет, дека џудото и спортското стрелаштво беа најуспешни, бидејќи ја 10 дена имав комуникација само со Европската федерација и Олимпискиот комитет и нашите десетина стручни лица од Македонија, суди и технички лица. Задоволни сме премногу, бидејќи си ја гледавме нашата работа и исклучени бевме од светот и од нашите семејства 10 дена. Исто така беа и луѓето од Олимпискиот комитет и сите што беа на ниво на задачата. Задоволни сме премногу, а тоа светот го виде бидејќи имавме во живо ние пренос, имавме ТВ екипа посебна во спортското стрелаштво од Хрватска, од Осијек. Се заблагодаривме на нив со златна плакета и го пренесувавме тоа и во Европа и во светот, сите го гледа спортското стрелаштво во Скопје. Беа ли задоволни стрелците кои што беа дел од овој настан, но оние кои што дојдоа од страна од условите кои што ги нуди Македонија? Во спортското стрелаштво немаше замерки од ни еден стрелец, ниту еден тренер и 37 земји учествуваа. Така да и ние бевме изненадени што на техничкиот митинг немаше никакви забелешки. Обично и во поголеми земји има некои забелешки со осветлување, со строги ригорозни правила, нели како се наместени електронските мети, условите, осветлувањето, воздухот, климатизацијата беше премногу жешко, нели. Сето тоа го овозможивме со дополнителни наши ангажмани, се да помине во најдобар ред, додека е моментот да се покажеме тогаш треба во право светло. Потоа со изговори не сме научени ние да работиме. Кој е вашиот следен предизвик, личен предизвик? Дали повторно би се вратиле на Олимписки игри? Па ни фали еден медал од европско или светско првенство и се надам дека ќе успееме тоа да го постигнеме. Гледате ли иднина во овој спорт во нашата држава? Ги споминавме дамите,
подеднакво успешни, ако не и поуспешни, како што рековте и вие. И тука ќе се надоврземе, ќе ги споменеме родителите, да бидат спокојни, затоа што и ова е спорт како и сите останати, и во секој спорт има одредени повреди. Така, стрлаштвото можам да кажам дека е најбезбедно. За разлика од другите спортови, не сме имали ниту повреда, не сме ни да се дозволи ниту повреда, нити па нешто полошо, бидејќи Федерацијата речиси 80 години постои, за некоја година од 1948 година, и ниту во светот имало проблем од стрелеци или во спортското стрелаштво, тоа сите деца од најмала возраст учат дисциплина, ракување со оружје, однесување со оружјето, како да го земе, како да го врати, се концентрираат, фокусираат и може само да имаат бенефит да бидат посмирени или порелаксирани. Од која возраст се започнува? Во зависност од градбата на детето, кога може да држи нормално помали воздушни пушки и пиштоли, не како овие што се за сениори, може да почне од 7 и од 8 годишна возраст. Јас сум почнал од 7 годишна возраст, имаме и сега млади деца што се на 8 годишна возраст и така. Вино да стасува ли понекогаш тој дел, затоа што ако се навратиме наназад во вашата историја, Па и вие се уште имате сум огромни активен, успеси. јас пукам, еве на финале купот минатата година бев второ место, на државното првенство бев прво место. Уште ги мотивирам, пукам, бидејќи немам време за тренинг, имам многу административни ангажмани или нормално и мојата работна позиција како правник во финансиска институција и семејството некогаш да не се заборави. Да, тренинг центарот се разбира отворен за сите кои што сакаат така, да за го сите посетат. граѓани, благодарност исто до општина Карпош кој излегува во пресрети и го отстапија подземјето на спортската стала Партизан, бидејќи без нив ќе беше монтажно или ќе се рентаа тие мети за тој настани, ќе завршеше повторно без ништо стрелаштвото. Да, и после успешна 2025 ќе ви посакаме успеси во новата година и се надеваме повторно да бидете дел од некој големо надпреварување, некој големо првенство и се разбира да ве видиме повторно на Олимписките игри. Се надевам дека оваа година ќе ве поканиме за поголеми народни настани, заедно со поддршка на Министерството за спорт и ќе донесеме и нови успеси за Македонија. Благодарам што еднаш на... Ви благодарам и на вас на поканата, секогаш сте биле верни посетители на спортското стрелаштво. Благодарам што еднаш.